Значи, со самиот почеток на конфликтот во Украина и пристигнувањето на првите бегалци во нашата земја, отворена портала Страда активно се вклучи во нивна помош и заштита. Пред се ја идентификувавме длабоката психолошка траума која што ја носат војната, раселувањето, загубата на некое блиско лице, па од тука сметавме дека е нужно, потребно и најважно да се понуди психосоцијална и емоционална поддршка на бегалците, на поединците и на семејствата кои што одбра да ја побараат заштитата во нашата земја. Се насочивме кон имплементирање на различни работилници со кои што ги градевме нивните капацитети, да се стекнат со вештини, со ресурси, за да можат да се заштитат самите себе си и другите од насилството и од трговијата со луѓе. Помогнавме со вклучување на возрастните во различни курсеви за стекнување на вештини кои што ќе им помогнат подоцна полесно да се интегрираат во општеството, а во однос на децата помогнавме со подмирување на трошоците за одење во градинка, покривање на топол оброк на оние кои што одеа на училиште и така натаму. Значи, преку хуманитарни акции обезбедивме дополнително хуманитарни пакети кои што се состојаа од облека, од храна, од хигиенски пакети, со цел да се олесни нивниот финансиски товар кој што го носат со себе. Овозможивме гинеколошки прегледи за проверка на нивното репродуктивно здравје, како и следење на репродуктивното здравје. Отворена порта не е фокусирана само за покривање на итните потреби на бегалците, туку има за цел исто така да ги поттигне поединците и заедницата да ги прифатат и да им помогнат во нивната интеграција. Креиран беше еден посебен сет на активности, кој што секако беше во некаква корелација со нивните потреби, бидејќи сепак станува збор за лица кои што се од различна возраст. Сепак Црвениот крст водеше сметка за сите нив да се креираат активности, да се креираат некаков тип на исполнето време и некаков тип на исполнети, да речем, слободни активности кои што подразбираат освен едукативен дел и дел кој што ќе води кон нивна полесна социјализација или пак еден нареден чекор интеграција во нашиот систем. Секако дека јазичната бариера на почетокот стоеше помеѓу нас и помеѓу таа заедница, бидејќи сепак јазикот иако е сличен, луѓето не го познаваа македонскиот јазик и можеби од тука првиот чекор каде што сакаа да го учат македонскиот јазик и да бидат поблиску со нивните сонародници тука што живеат во Македонија. Секогаш тргнуваме од потребите на лицата кон кои што помагаме, а она што беше воочено е дека се токму тие потреби кои што ги пружаме. Значи станува збор за поддршка на почетокот со на првична проценка на нивните потреби, пакетите со храна, хигиенски артикли кои што понатаму ги заменивме со вредносни картички и кои што ги дистрибуираме во таков тип. Затоа го отворивме детското капче во кој што реализираме сет активности од типот на дружења, креативни работилници, посета на зоолошки екскурзии, едукативни и така натаму. Организираме и детски камп за нив, едно убаво летување со децата, со родителите, дружење со нашите волонтери. Задоволство е да се прочитаат позитивните коментари, задоволство е да се слушнат позитивните коментари и уште поголемо задоволство е да се види кога ќе успееме во некоја наша заложба. Украинските бегалци се луѓе кои бегаат од војна во нивната родна земја и мораат да ја напуштат и доаѓаат во нови непознати краеви. Од чисто хумана гледна точка, јас и моите колеги сме инспирирани да им дадеме помош, каква и да им треба. И во последно време и со невладината отворена порта имаме како клиника подпишано меморандум за соработка и пружење на услуги на вулнерабилни популации, меѓу кои спаѓаат и украинските бегалци. Веројатно и минорен проблем за нив представува голема потешкотија. Најчесто позитивните искуства се така кои ќе ги охрабриме и кои ќе доживеат позитивен прием дека не се сами и дека можат дека нивниот проблем може да се реши. Тоа е да речеме, благодарно во целата состојба.